Добар ден, денес на гости во Белица ни се Христијан Стојановски и Велјанка Пандиловска од фамилија Радески. Па можда ќе биде доста интересно. Тука случајна средба направиле во Амстердам. Христијан бил на гости, еден наш дечко од Кичево кој е познат манекен во азискиот дел. И позната нашата Велјанка која била поранешна балерина и играла во филмот Црвениот коњ со Бата Живаиновиќ. Па может добре ни дојдовте во Белица прво да ја посака и Велјанка да ми кажеш како е започна твојата кариера за филм, за балет во Скопје. Мојата кариера? Да. Од дете мало сум сакала да бидам балерина. Глумица се, али излезек да бидам балерина. А тоа се случи во Битола. Во Битола кога гостуваше македонскиот балет, а ја дете. И по прозорите беа затемнети, али имаше малку да се види. Ја ги гледам балерините, леле, фустанчиња, сето тоа. Тоа ми беше моја желба, дека ќе бидам балерина. Сакам и навистина бидам балерина. Како дојде? Како дојдов? Сега, учев школа во Скопје. Бев трето-четврто одделение и се избирава деца за патронат на школото. И сите има професор кој покажуваше кораци, движења се и јас. Ама после тоа децата ги избркава суте, веќе кои се одбрани. А јас веќе бев излезена, сокриена позади фотелја. И полека ја влегов во салата, кај што другите деца беа одбрани. Он покажува и јас правам движења и он мене ме уочи. Значи, дојди во ти века и покажува и јас правам, како да сум учела веќе балетско школа. И од тогаш јас, он ме зема во некој, и ја од тогаш веќе он ме вежбаше се и после тоа јас во театар ме примива, балетска школа завршив али тогаш ми се случи во една година 3 работи. Завршив балетска школа, се омажив и родив син. А и мојот син сега е балетски уметник. А плюс, мојата внука помала и таа е балерина, професор во балетско студио Лабу. А јас отидов во пензија, а уедно за време и снимам филмови, мислам со филм Црвениот коњ и со балетот, снимање балетот Лабин и Доријана. Тоа беше стварно нешто нај. А сега, со ова прекрасно дете, од сам старт, јас го засакав и тогаш му понудив повели, дојди кај нас, колку сакаш, што сакаш се. Кажи ми една ситуација што претходно ни ја кажа за да ни ја повториш како дојде Црвениот коњ во ситуација да се снимите. Таа сцена, например, кај што си учествувал. Јас тогаш бев во контакт со главниот директорот на Факултетот за драмски уметности, Чевревски. И со него, и он ми предложи, Велјанка вика, знаеш, имаме тоа сцена за Црвениот коњ, дали ви сакала? Сакам, викам, во тој ден, јас све, и костим беше мој, и кореографијата, они ми дадова музика, грчка музика,
на това јас направив и хореографија со костимот, се сними сцената цела во филмот Црвениот коњ. Беше прекрасно, стварно, али тоа беше тачно во недела. Како нешто извонредно беше. И во тој филм веќе јас бев и како актер во филмот. Благодарам. Кажи ми, сцената кај беше снимена, во кој дел? Това беше сцената во Турска чаршија. Таму имаше едно кафанче, тоа беше направено типично грчки амбиент. Во тоа кафанче, сега да ви кажам, не знам точно во која улица сум заборавила, али тука во тоа кафанче беше типично грчка амбиент и тука се случуваше сцената. Јас играв као жена од гума. А меѓу играта моја, снимањето беше на разговорот, дискусијата на Бата Живојновиќ, кој главна улога ја играше со Мето Јовановиќ. Јовановски. Благодарам. И така да тука се одигруваше таа сцена. Тоа беше завршна сцена на крај во целиот филм. Филмот си имаше своја содржина. Повраток на нашите македонци во Грчка. После војната. Во Грција. Да, тоа беше... Благодарам. Кажи ми еден спомен од Белица што имаш доживеано кога си доаѓала тука. Спомен, да ви кажам, имам едно или две, имам повеќе, него едно нешто најинтересно што е... Ке одвојам. Кога сама тргнав преку Белица, преку планина, да одам во Козица. А јас, дете, колку бев 10-11 години, земав едно дрво огромно, одам преку планината, не знам, јас не сум се плашила, али пеам на глас, викам, ако дојде мечка, било кое диво животно, ама јас се пеам, се смеам, се, и идам преку планина, веќе и дојдов, а не се плашев, воопшто. Дојдов во Козица, а овие моите ме барале, леле, мислеле дека ме изела мечката. Не ме изела мечката. Јас стигнав и кој им кажа, они се фатила за глава, па како си можела? И вистина не се плашев. Преку планина да одиш дете, нема страх. А од овие планини, како се најде во низина во Низоземска Холандија и да ти дојдет на гости Христијан, кажи ми? Това беше случка кога јас бев во Америка, кај ќерка ми, а мојата среќица беше во Холандија. И се најдовме на Фейсбук, во една група за бла-бла-бла. И јас пуштам, тоест он ми пушта, разговараме. Јас им кажувам на групата, ево вам една пуса, а он коментира, а мене пуса, и ја викам, ево и вама. Ама, кога сака нешто да виде, и нешто не е случајно, све е предодредено. И он ми пушта захтев за пријателство Фейсбук. Јас тогаш да кажам, да пишувам вистина, добре дојдовте, него оберучка го прифати. Кога сака, кликна одма. И се прифати, он... И тогаш... Ама, 3 дена се знаевме. Он ми вика, јас сам најсреќен човек живота, од живота. Нашao sam moju ljubav, da, i rodio mi se unuk, a to se sluči 7. februari, a vnukot mu se rodi na 8.
се прифативме као пријатели и тогаш мојата ќерка снема интернет. Јас леле човек кликна и она ми вика, ќерката ми вика, како се вика? Викам Матана, Венцо. А она го нашла Венцо Матана. Тако беше? Да. Да. И мојата ќерка ми вика, мамо, дојди. А она знаела и му пуштила нему захтев за пријателство. И он ја прифатил. Она му кажува, а он и рекол, кажи мами, нек се не секира, јас сам ту. И шајем њој пуса. А ќерка ми вика, мамо, дојди, ај прочитај. А ја љута на незе. И вика, ја ја читам по раката. Шајем њој пуса. Да. И така да, после успоставивме контакт, толку ни беше, ние двајцата се споивме. Као две тела, една душа. Баш ми е мило, а сега денес што дојдовте тука и што не спои после толку години да дојдете заедно со Христијан. А тој дојде во Холандија кај вас и како испадна таа ситуација да ве посетит во Холандија? Јас тогаш кога се запознавме, мислам, он пушти, а јас со неговата мајка сум Facebook пријателка. Да. Браво. Да. И контактот. Он после ми пушти, јас го прифатив и таму, одмah ти кажам, слободно кога сакаш дојди, куќа отворена. И он дојде и беше неколку време, кратко само, али одушевен беше и го прошетав таму, вамо, се тоа, ама не беше све. Следниот пат кој ќе дојде, тогаш е друга прилика, каде може да се прошета. Уште повеќе ќе бидеш изненаден. Ви благодара денес што дојдовте, а со Христијан посебно ќе направиме видео за тој да ни се представит, а денес ќе оставиме малце да се подружиме со родителите на Христијан, со љубовта на Пандиловска Матана. Благодарам што ми дојдовте и гости што не сте ни во Белица.